Расте бројката на заболени од грип на гостиварското подречје. Според податоците од Институтот за јавно здравје, од вирусот на грип во Гостивар досега се заразиле 215 граѓани, што е најмногу во целата земја. На второ место по заболени од грип е Тетово, а по него следуваат Куманово, Скопје и Струмица. Епидемиолозите оценуваат дека станува збор за вообичаена бројка и сезонски очекувана состојба со ширењето на грипот. Во амбулантите низ Гостивар има изголемен број на пациенти со настинки, вирози и инфекции на горните дишни патишта. Лекарите предупредуваат дека не секоја таква состојба значи дека лицето има грип и советуваат граѓаните да не земаат лекови без медицинска консултација. Општите мерки за заштита кои ги препорачуваат се да се избегнува собирање и престој во простории со гужва, особено да се избегнува близок контакт со луѓе кои се болни, кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура. Често да се мијат рацете со вода и сапун или дезинфекциско средство, да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат. Потоа топло, но слоевито облекување, топли бањи и да се пијат топли напитоци, овошно цедени сокови и вода со лимон. Членови на граѓанската иницијатива Да ја спасиме Попова шапка излегоа на пресконференција со неколку барања до надлежните за да се подобрат условите на Попова шапка. Во спротивно најавуваат протести и блокади на патот кон овој зимско-туристички центар. Граѓанската иницијатива Да ја спасиме Попова шапка го најавува јавноста дека ова зима сезоната туристичкиот центар Попова шапка го најде без ветените инвестиции и без потребното внимание. Како резултат на ова бараме ургентен состанок со премиерот на Република Македонија господин Зоран Заев и со другите представници на неговиот кабинет кои се одговорни за развој на зимскиот туризам. Овој состанок бараме да го реализираме во Попова шапка најкасно до сабота 12 јануари 2019 11 часот. Му препорачуваме на премиерот посетата во Попова шапка да го реализира како обичен граѓанин за да ги следи од блиску реалните тешкоти со кои се соочуваат постојаните посетители на овој туристички центар. Владата детално да ги анализира условите на договорот со изведувачите на шестоседниот ски лифт и да превземе одредени мерки да се санкционира според законот за задоснување на работата од страна на изведувачот. Бараме од владата да формира комисија за надзор на одвивање на работите во Попова шапка со вклучување на представници на владата, граѓанскиот сектор, експертите на зимските спортови и стручен кадар кои се познати на проблематиката на Попова шапка. Да му се посвети идно внимание на потребите за да се надмине кризата која се повторува секоја година во Попова шапка и тоа чистење на паркингот од снег, редовното функционирање на ски лифтовите, да се гарантира ред и мир, да се обезбеди 24 часа функционирање на амбулантата во Попова шапка. Бараме повеќе посветеност од Агенцијата за развој на туризмом, Агенција за млади и спорт и од Скијачката федерација за да вршат повеќе притисок до надлежните институции за неуспешностите на нормалното функционирање на Попова шапка. Бараме од Елем АД конечно да се повлече од уништувањето која ја врши на туристичкиот центар Попова шапка. Овие барање да се подобруваат на условите како и нормалното функционирање на зимскиот туристички центар Попова шапка. Ако надлежните институции денеска не реагираат како што треба врз овие барања, тогаш ќе се соочуваат со протести и сериозни блокади во истото место во датум 12 јануари 2019 11 часот. Ноќеска половина час по полноќ 17 годишно машко лице пријавило дека на улица 29 ноември во Тетово, во така нареченото Ромско мало, бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка во која учествувале повеќе лица. На местото веднаш биле испратени полициски службеници кои презеле соодветни мерки за расчистување на настанот. Во знак на предупредување и за раздвојување на учесниците тие испукале неколку куршуми во воздух. На местото на тепачката лишени се од слобода двајца тетовци на возраст од 42 и 41 година, додека двајца малолетници на возраст од 17 години, исто така од Тетово, по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница, биле донесени во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Денеска околу 5 часот во Гостивар пак, лишени се од слобода 21 годишна гостиварка и 35 годишна жителка на Ростуше. При нивен преглед пронајден е кокаин и двете лица задржани се во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Жителка на Тетовско Боговиње пак,
Вчера вечер околу 20 часот и 40 минути пријавила семејно насилство, кое на 4 јануари го извршил нејзиниот сопруг. Сопругот подолго време психички и физички ја малтретирал и се заканувал. Пријавениот во текот на денешниот ден ќе биде повикан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. 55-годишен гостиварец ноќеска околу 1 часот и 20 минути пријавил дека час и половина пред тоа за сега непознати сторители му го одзеле неговото возило Opel Astra со гостиварски регистерски таблици, кое незаклучено со клуч во бравата. Го оставил на паркинг пред зграда во Гостивар. Набрзо возилото било пронајдено во гостиварската населба Циглана 1, но на повеќе места видливо оштетено. Возилото е фотодокументирано и денеска ќе се врши комплетен увид, а поради сомнение дека го одзел лишен од слобода 33 годишен гостиварец. Во полицискиот билтен информација за сообраќајна незгода. Сообраќајката се случила вчера околу 7 часот и 30 минути на локалниот пат Копанце-Туденце во Туденце. Во не учествувале две патнички возила, Шевролет управуван од 63 годишен тетовец и Фијат што го управувал 61 годишникот Јанчиште. Возачот на Шевролетот со друго возило пренесен е во Тетовската клиничка болница и задржан за натамошно лекување. Извршени увити се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и друго. Во првата рекалкулација на цените на горивата во оваа година, Регулаторната комисија за енергетика ги намали цените за 2,5 односно 3 денари. Согласно методологијата за пресметка на цените, малопродажните цени на горивата се намалуваат во просек за 5,51%. Цените на Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалуваат за 2,5 денари, па 1 литар од овие горива ќе чини 58,50, односно 60,50 денари за литар. Цената на евродизел горивото се намалува за 3 денари. 1 литар дизел гориво ќе чини 55 денари. Екстра лесното масло за домаќинство 43,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 2,227 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазотот М1 и сега ќе изнесува 25,949 денари за килограм. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ и ќе важат следните 2 седмици. Денес во владата на Република Македонија се одржа 40-тиот состанок на Работниот комитет за европски интеграции, кој го водеше заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи и на кој беа отворени темите поврзани со европските интеграции, објаснувачкиот скрининг, статусот на имплементација на планот 18, статусот на апсорбција на ИПА, распределбата на странска помош и така натаму. На почетокот на состанокот Османи направи осврт на резултатите од 2018 година, оценувајќи ја како историска од аспект на европските интеграции, при што потенцираше дека и оваа година европските интеграции остануваат во фокусот на владата, зашто во наредните месеци потребни се конкретни резултати во спроведувањето на реформите, особено во приоритетните области: правосудството, реформа на безбедносни служби, реформа на јавна администрација и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Од денеска прогласуваме на некој начин вонредна состојба во администрацијата. Ги ставаме на располагање сите можни тела, сите можни форуми, сите луѓе во администрацијата, од раководителите, од министрите, преку замениците и државните секретари до последниот човек во администрацијата, со цел да се спроведуваат реформите, да се испорачаат реформите, да се исполнат препораките од Советот на Европската Унија кои што беа дадени минатата година во јуни. Меѓутоа, исто така и да има конкретни резултати од носењето на тие реформи кои што и ќе го направат општеството и државата поевропска, но ќе ни дадат и доволно аргументи да ги убедиме земјите членки за да добиеме формално
датумот за започнување на преговори и за да ги започнеме преговори, односно да имаме првата меѓувладина конференција оваа година, односно во 2019 година. Во ова издание на темата на неделата говориме за корупцијата на највисоко ниво и зошто е тешко справувањето со неа не само кај нас, туку и во светот. Па како да се спроведе правдата кога според она, што го велат експертите, нашите политичари и луѓето кои се блиски до оние што се на власт, се скоро недопирливи за законот. Тешко прашање, ама после изгледа со уште потежок одговор. Тоа особено ако се има предвид големиот број случаи на корупција кои се или во судска или во истражна постапка од специјалното јавно обвинителство. Империја, Талир, Траекторија, Маđар Телеком и Актор се големите корупцијски афери со кои се соочува Македонија. Сите се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Империја и Актор се уште се во фаза на истрага. За Талир неодамна беше поднесено обвинение. За случајот Маđар Телеком првото судење е закажано во јануари, откако специјалното јавно обвинителство го презема предметот, а судењето за Траекторија трае 10 месеци. Во случаите инволвирани се високи функционери и бизнисмени. Поранишниот премиер Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Мила Јанакиевски, поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и бизнисменот Орце Камчев се меѓу најзвучните имиња. Досега нема пресуди за случај на голема корупција или пак пресудите биле укинати, вели Слаѓана Тасева, претседател на Transparency International Македонија. Всушност се покажува дека нашите политичари и лицата кои што се блиски до политиката и носителите на власта се недопирливи за законот. Според Тасева, граѓаните очекуваат и бараат правдата подеднакво да важи за сите. Тоа е основното барање на граѓаните на Република Македонија е да биде спроведен законот, односно правдата подеднакво да биде спроведена неселективно, без оглед за кого се однесува случајот, да може тој ефективно да биде процесиран. Заради тоа, впрочем, и беше формирано специјалното јавно обвинителство. Доколку ние имавме ефикасни институции, немаше да има потреба од формирање на ваква посебна обвинителска организација или одделение. Меѓутоа, се уште проблемот е во судовите. И прашањето дали ќе видиме разрешница, навистина останува и понатаму да стои, да видиме што навистина ќе се случи, но и последниве случувања не одат или не окажуваат дека работите одат во добра насока. Според специјалното јавно обвинителство, се испрале пари или се оштетил буџетот на Македонија за најмалку 216 милиони евра, ако се соберат бројките за сите случаи, но не се исклучува бројката да расте. Неодамна два случаја го потврдија правилото. Каде што има големи пари, има и големи малверзации. Едниот го потресе светскиот бизнис, а другиот е продолжување на процесот поврзан со газдата на една од најголемите фирми на Балканот. Шефот на Рено Нисан, Карлос Госен, кој е уапсен од јапонските власти поради наводни неправилности во трошењето пари, беше еден од највлијателните поединци не само во корпорацијата Рено Нисан, во која е и Мицубиши, туку и во целиот автомобилски свет. Истрагата треба да покаже како тој за неколку години ја олеснил компанијата за над 40 милиони евра. Карлос Госен лажно ги прикажувал собствените приходи и купувал главно за себе луксузни недвижници, кои ги прикажувал како потреба на компанијата. Извршниот директор на Нисан, Хирото Сайкава, вели: もちろん会社としてですね、断じて容認できる内容ではないということは確認しておりますし、また専門家の先生からもですね、これで十分、解任たるというか重大な不正行為であるというご判断もいただいております。 Се претпоставува дека само во последната година Госен ги чинел Нисан, Рено и Мицубиши 17 милиони долари. По овие вести, акциите на Рено паднаа дури за 13%.
Од друга страна, неговото апсење некој го видел како дел од тивката војна меѓу Nissan и Renault, францускиот производител, управуван од Госен, кој истовремено е фирма со контролен управувачки пакет во Nissan. Еден од најпознатите германски аналитичари, Фердинанд Дуденхофер, вели дека автократскиот стил на Госен доведе до можен страф од него во Јапонија. Das alles führt dazu, dass man in Japan möglicherweise ängstlich ist gegenüber Gon, und das hat nach meiner Einschätzung dazu geführt, dass jetzt Geschichten aufploppen, die dazu geeignet sind, Gon zu zerstören, um dann die Befindlichkeiten der Japaner etwas zu beruhigen. Тој додава дека сите наводи против Госен треба да бидат докажени. Wir wissen nicht genau, ob es dann Vorteilsnahme ist, aber man hat reagiert in Japan sehr schnell, und es ist eher ein Zeichen dafür, dass man Fakten schaffen will, um dann Dinge anders sehen zu können und in der Zukunft anders aufbauen zu können. Госен е легенда во автомобилската индустрија. Тој е многу почитуван во Јапонија за тоа што успеа да го спаси Nissan од банкрот, со тоа што затвори над 20.000 работни места. Неговото заминување веќе покрена прашања за иднината на бизнис бракот со Рено и ја разбранува цела Франција, бидејќи владата поседува голем удел во Рено. Одиме на Балканот, односно во Хрватска, каде што основачот на познатиот хрватски производител на храна и најголем работодавач на Балканот, Агрокор, Ивица Тодорич, деновиве беше ослободен од затвор откако платил 1.000.000 евра кауција. Предходно Тодорич беше екстрадиран од Британија за да се соочи со обвинувањата за измама во висина од неколку десетици милиони евра. Тодорич и неговите синови Иван и Анте, но и 12 други лица, главно поранешни менаџери во Агрокор, се под истрага за нивната улога во ликвидносната криза во компанијата. Владата ја презеде контролата врз оваа фирма откако таа направи долгови од преку 6 милиарди евра. Во договорот за порамнување на долгот од минатиот месец, Агрокор беше преземен од неговите кредитори, меѓу кои и најголемата руска банка Сбербанк. Ивица Тодорич беше уапсен во Лондон пред една година по распишана меѓународна потерница, а британскиот суд во минатиот месец ја отфрли неговата жалба и го екстрадира во Хрватска. Тој уплати кауција од 1.000.000 евра, со што му е дозволено да излезе од затвор, но не и да го напушти Загреб без дозвола на судот. Адвокатот на Тодорич, Јадранка Слоковиќ, тогаш изјави: Gotovo je ročište, dakle sudac je ukinuo istražni zatvor s obzirom da je jamčevina stigla. Екстрадицијата на Тодорич подсетува на настаните од пред 7 години кога на Хрватски беше испорачан поранешниот премиер Иво Санадер. Тој по 222 дена бегство во Австрија заврши во затвор и се соочи со сериозни обвинувања за сторени финансиски малверзации во својот премиерски мандат. Испорачувањето на Тодорич и на Санадер всушност надобро ја покажува сликата за, како што велат аналитичарите, поврзаноста меѓу политичарите и бизнисмените во Хрватска. Особено во случајот со Тодорич, кој во своите раце имаше 15% од домашната економија и кој цело време имаше повластена позиција во односите со медиумите и со државните институции. Тодорич по плаќањето на кауцијата изјави дека ќе се кандидира за председател на Хрватска. Ќе ја освојам власта и ќе ја насочам Хрватска во вистински правец, рече тој. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со темата на оваа емисија. Па што мислите? Има ли начини да се справиме со корупцијата на највисоко ниво? Довидување. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Утринските температури беа од -17 до -9, а дневните од -8 до -6 степени.
Утре не очекува облачно време со врнежи од снег. Насекаде ќе се формира снежна покривка, на планините позначителна. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од -10 до -8, а дневните од -7 до -3 степени.